Диетите и изгладнувањето во лето се навика која младите задолжително ја применуваат со цел за кратко време да добијат убав изглед за на плажа. Но како што вели доктор Олгица Велкова, лекар во итната медицинска помош во Радовиш, диетите и изгладнувањето не се препорачуваат особено во летниот период, туку потребна е здрава и балансирана исхрана како и внесување многу вода. Треба да се јаде се според мене. Диетите се добри, меѓутоа здрави диети, да не се јаде, туку да се јаде здрава храна. Не да се изгладнува, да се јаде се умерено. Да се избегнуваат мрсните зачинети храните, доволно течности. За спортувањето за време на летниот период таа вели дека треба да биде умерено, да не се применуваат интензивни напори при занимавањето со било каква физичка активност и да се избегнува периодот од денот кога температурите се највисоки. Доктор Велкова вели дека спортувањето во лето не се препорачува за оние кои имаат срцеви проблеми. Спортувањето за спортистите е како дрога. Тие го имаат хормонот што ги тера стално да спортуваат, посебно за спортистите. Меѓутоа и обичните луѓе спортуваат. Мој апел е да умерени да бидеме во се. Значи и спортистите и обичните луѓе да бидат умерени, посебно во летните горештини, и да исто така да примаат течност и не баш во тие зголемени температури кога има во тој период од денот кога е многу жешко. Да поумерено, да се намалат. Јас би апелирала да се намалат, да не се многу толку интензивни, оти сепак тоа е стрес за организмот, срцето и така има зголемен метаболизам организмот на горештините. Таа истакна дека високите температури и летните горештини го зголемуваат ризикот од појава на многу болести и затоа треба да сме внимателни. Во лето особено треба да се внимава на храната, бидејќи таа може да доведе до разни алергии, советува доктор Велкова.